Дел од актерскиот ансамбл на Народниот театар во Штип, Виктор Арев, Марија Минчева, Елена Шорова и Ангелка Нашкова, периодов се ангажирани на подготвување на водвил, комедија чие сценарио е напишано според делото на Нил Сајмон. Режисер е младиот штипјанец Никола Ристов. Тоа е проект кој што е од сопствени средства, од наши. Затоа немаме некои други стручни соработници. Самиот режисер Никола Ристов е и избор на музика, костими и сценографија, заедно со екипата. За Никола Ристов ова е втор пат да работи представа според дело на Нил Сајмон и истакна дека се одлучил за истата поттикнат од текстот, кој е со интересна, комична содржина, која ќе го привлече вниманието на публиката. Побудува многу интересни прашања за секој од нас, да кога ќе ја погледне представата, се запраша за некои одлуки што сме ги направиле во животот, за тоа како сме ги направиле тие одлуки, дали вредело и така натаму. Така што мислам дека публиката ќе има шанси да види многу интересна представа со одлична изведба од актерите, која што ќе ги наведе и да се насмеат и да уживаат, а воедно и малку да се запрашаат за некои нивни мислења и ставови врска со животот. Главниот лик Берни Кешман го толкува актерот Виктор Арев, кој рече дека е доста комично да се глуми овој лик, но и за публиката да го гледа и доживее, односно да се поистоветува со Берни. Значи, јас сум во ликот на Берни. Тоа е еден маж што пробува да ја изневери жена му за да доживее некои работи што ги нема почувствувано во животот и се среќава овде со три различни жени во три различни ситуации во оваа просторија и таа негова неспособност и неизживеаност изгледа доста смешно во тие обиди. Според тебе која е пораката што ја испраќа представи твојот лик? Лично од мојот аспект гледано дека тоа што луѓето го имаат покрај себе треба повеќе да го ценат и тоа што ги прави среќни треба повеќе да го ценат, затоа што тоа мислам дека ја дава силата и моториката во животот. Една од девојките со кои Берни сака да ја изневери сопругата е Илейн Навацио, млада омажена жена која сака да избега од реалноста и во потрага по авантура доаѓа во неговиот стан. Илейн Навацио ја глуми прекрасната актерка Ангелка Нашкова. Потрага по авантура и наидува на господинот Кешман, кој што всушност не е тоа што очекува таа. Дали на крајот ја добива таа сатисфакција што ја очекува? На крајот ќе оставиме на публиката да дојде да види, да дознае дали ја добива сатисфакцијата. Премиерата на представата Љубовен маратон публиката ќе може да ја гледа на 19 јули во 21 часот во рамките на 31-то издание на Штипско културно лето. Истовремено во Народниот театар се работи на уште еден проект, одобрен од страна на Министерството за култура. Режисер на представата која се работи по сценарио на дело на Максим Горки е Дејан Пројковски. Задоволство на публиката во Штип. После долг период, негде мислам дека 8 години, Дејан Пројковски повторно се враќа во Штипски театар. Ќе го работиме на дното од Максим Горки. Представата насловена како На дното, премиерно ќе може да се гледа во септември оваа година.